Општините не може да излезат на крај со пожарникарите, сакаат да ги отстапат на државата, односно нивните плати наместо од општинскиот да се исплаќаат од државниот буџет. Проблемот, јас и сите градоначалници го гледаме во тоа што е потребно да се одвојат повеќе блок дотации, толку колку што имаме и вработени, за да можеме да ги исплаќаме платите. А од друга страна, ние сме подготвени да инвестираме во обновување на возен парк, во обновување на целата опрема на пожарникарите. Во моментов во 11 општини има 120 пожарникари. Од нив 75 се финансираат преку дотации од Министерството за внатрешни работи, а останатите 45 се на платен список на општините. Ова представува сериозно оптоварување на општинските буџети. Проблемот наизразен е во Штип, каде бројот на пожарникари кои се плаќаат од општината е поголем од бројот на оние кои се финансирани од државата. Во Штип состојбата е следна. Имаме 15 вработени кои што ги плаќа државата преку блок дотации и околу 23-24 вработени кои што ги плаќа општината. На товар на нашиот буџет се плаќаат вработени на пожарната и тоа е недозволиво, но имаме и други општини кои што многу малку вработиле дополнително. Тимат се сочуваат со многу мал капацитет на нивните противпожарни услуги затоа што немаат простор или не сакаат да трошат буџетски средства од општината за овој дел. Кочани има само 16 пожарникари кои на грб носат 3 општини. Само годинава за опрема општината инвестирала 10.000 евра, но Зрновци и Чешиново Облешево, каде се гаснат најголем број пожари, не дале ниту цент. За жал не, ние понудивме, според законот за локална самоуправа, ние понудивме и предлог за соработка, меѓуопштинска соработка, дадовме предлог за меѓуопштинска соработка. За жал од двете општини, тие две општини не ги подпишуваат договорите за меѓуопштинска соработка и со тоа ни е скратена можноста да ние испоставиме фактура. Ние во принцип испоставуваме фактура сега не според договорот за меѓуопштинска соработка, бидејќи го немаме, туку според бројот на интервенциите и обемот на интервенцијата што имаме. За жал, тие фактури не ги плаќат и само стојат во фиока и не добиваме никаква финансиска поддршка за интервенциите кои ги правиме во тие две општини. Токму и поради ова општините се категорични во намерите дека платите на пожарникарите мора да ги обезбеди државата. На овој начин ќе се зголеми и нивниот број и ефикасност. Во моментов бројот на пожарникари и жители одговара на европските стандарди и тоа е еден пожарникар на 1500 жители од регионот. Сепак тие не се правилно распоредени, па во Штип еден пожарникар има на 1200 жители, а во Кочани, на пример, доаѓа по еден на 3000 жители.